Poštovani kolegi sovetnici, poštovani gradonačelnik, poštovani медиуми, поштовани работени во општинската администрација. За денешната 9-та седница на Советот на општина Росума, за работа на оваа седница согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 6 Деловникот на Советот на општина Росума го предлагат следниот дневен ред. Пред да поминеме со дневниот ред, да го изгласиме за записникот од минатата седница. Кој е за? Да не има некои примери, кој е за записник да више подаваме гласно? 9 за. Дневен ред. Извршена комисија за финансии и буџет на државна седница на ден 21.4.2022 година. Еден предлог решение за давање на согласност и усвојување на годишниот извештај за работа на јавното комунално предпријатие Росман од период 01.01.2021 до 31.12.2021 година. Предлог решение за давање на согласност на годишна сметка на јавното комунално предпријатие Росман. Предлог решение за давање на согласност и усвојување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Вардарски-Плански регион за 2021 година. Предлог решение за давање на согласност и усвојување на годишниот извештај за финансиско работење на Центарот за развој на Вардарски-Плански регион за 2021 година. Точка 1/5 разгледување на барање од правни и физички лица. Точка 2 извештај на Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата од државна седница на ден 21.4.2022 година. 2/1 предлог за допълнување на програма за изработка на урбанистичка планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2022 година врз основа на поднесени инициатива од физички и правни лица. Точка 2/2 разгледување на барање од физички лица. Точка 2/3 предлог одлука за поднесени барања за постапување со бесправно изградени објекти, с кои бесправните објекти ќе се вклопат во една урбанистичка планска документација за наведените локации. Точка 2/4 предлог програма за допълнување на програма за уредување на граденото земјиште над prostorот општина Росман во 2022 година. Точка 3 извештај на Комисијата за статут и прописи за државна седница на ден 21.4.2022 година. 3/1 предлог решение за давање на согласност на измена и допълнување на статутот на основното општинско училиште Пери Тошев во Росман. Точка 4 предлог одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општините Велес, Лозово, Градско, Демеркапија и Росман за јакнување на општинските услуги преку нова технологија. Точка 5 предлог одлука за собствено учество на општина Росман во проект подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на улица Илинденска со краците во Росман. Точка 6 предлог решение за именување на членови на управниот одбор на јавната установа детска градинка Тасачка. Точка 1 извештај на Комисијата за финансии и буџет државна седница на ден 25. Помогам председател. Чими бе? Гласен. Добре, јас почнем да правим, да не сака него да дополна дневниот ред. Кој е за вака поставија на дневен ред? Јас ќе читам. 9 за. Ајде, извештај на Комисијата за финансии и буџет. Радо, полите. Почитуван градоначалник, почитувани членови на Совет, присутни вработени при локална самоуправа на општина Росуман, директор на ЈПКД Росуман, присутни медиуми и граѓани на општина Росуман. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 21 април 2022 година до Советот на општина Росуман го доставува следниот извештај. На седницата на комисија присуствуваат 4 члена на комисијата,
градоначалникот на општина Росуман, директорот на ЈПКД Росуман и представник на одделението за финансии. На дневен ред на оваа седница беа утврдени 5 точки. Во однос на првата точка од дневниот ред, разгледување на извештајот за работењето на ЈПКД Росуман од Росуман за период од 1.1.21 до 31.12.21 година, по спроведената расправа и даденото појаснување од страна на директорот на ЈПКД Росуман, комисијата со 3 гласа за и 1 глас воздржан предлага Советот да донесе решение за давање на согласност и усвојување на годишниот извештај на ЈПКД Росуман за 2021 година. Во однос на втората точка од дневниот ред, разгледување на годишната сметка на ЈПКД Росуман од Росуман за 2021 година, по спроведената расправа и даденото појаснување од страна на директорот на ЈПКД Росуман, комисијата со 3 гласа за и 1 воздржан предлага Советот да донесе решение за давање на согласност и усвојување на годишната сметка на ЈПКД Росуман за 2021 година. Во однос на третата точка од дневниот ред, разгледување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Вардарски плански регион за 2021 година, по спроведената расправа, комисијата со 4 гласа за предлага Советот да донесе решение за давање на согласност и усвојување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Вардарски плански регион за 2021 година. Во однос на четвртата точка од дневниот ред, разгледување на годишен извештај за финансиско работење на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2021 година, комисијата со 4 гласа за предлага Советот да донесе решение за давање на согласност и усвојување на годишен извештај за финансиско работење на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2021 година. Во однос на петата точка од дневниот ред беа разгледани следните барања. Во однос на барањето од фудбалски клуб Росуман 83 од Росуман, број 08-180/7 од ден 29.3.2022 година, со 4 гласа за, комисијата предлага Советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 200.000 денари. Во однос на барањето од кошаркарски клуб Спортисимо Баскет од Кавадарци, број 08-164/7 од ден 21.3.2022 година, со 4 гласа за, комисијата предлага Советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 60.000 денари. Во однос на барањето од Мимоза Гошева од Велес, број 08-233/1 од ден 19.4.2022 година, комисијата предлага барањето да биде одбиено поради немање мнозинство во комисијата за одобрување на барањето, односно 4 гласа воздржани. Комисијата предлага Советот да го усвои овој извештај во целост. Ви благодарам. Благодаря. Напред, дали некој има забелешки или предлог на оваа точка? Чули точка по точка? Значи, предлог решение за давање на согласност и усвојување на годишниот извештај за работа на јавно комунално предпријатие од Росуман за предлог од 1.1.2021 до 31.12.2021 година. Дали некој има забелешка или збор? Што нема никој, додаваме на гласање кој е за. 5 за. Точка. Кој е против? Воздржани? 4. 5 гласови. Точка 1/2. Предлог решение за давање на согласност за годишна сметка на јавно комунално предпријатие Росуман за 2021 година. Дали некој има тука збор? Нема никој. Кој е за оваа точка? 5 за, против? Нема воздржани? 4. Предлог решение за давање на согласност за изпълнување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Вардарски плански регион за 2021 година. Хајде тука некој има збор? Няма. Го ставаме на гласање кој е за. 8 за, против? Няма воздржан? 1.
Точка 1/4. Беше 5. Разгледуване на предлог решение за даване на съгласност и осигуряване на годишния извършие за финансите работи на Център за развой на Вардарско-Плански регион. Дали някой всяка сбор за това? Не. Кой е за? 7 за, против? Няма въздържани? 20. Точка 1/5. Разгледуване на бари на правни и физически лица. Дали тук някой всяка сбор? Това са бари. Точка 5. Разделен в област на бари на ФК Росман до Сумсвета Росман, брой 08-108-7 от ден 29.2022 година, 104 гласа комисия да предлага своето донесе отluka за одобруване на финансови средства в които са 201 дена. Дали някой има сбор за това? Повели, беше. Почитувани Минаилови, почитуван градоначалник, почитувани колеги съветници, почитувани граждани на община Росман. Мен сварно не ми е ясно ова. Що се случва за спортските клубови, за трансакциите спрямо спортските клубови. Ние како колеги, како советници, членови на совет, секогаш се најдуваме во небрано кога ќе дојдеме во разговор со раководните лица или одговорните лица на дадени спортски клубови, т.е. фудбалскиот клуб Росоман и кошаркарскиот клуб Спортисимо и останатите клубови. Кога имаме нацрт буџет, предлог буџет за тековната година, т.е. за оваа година, ние, сите колеги советници тука, сите, се тежнеевме за таа ставка за спортот и културата да ја малку зголемиме оваа година и тоа го направивме и едногласно го изгласавме буџетот. Во изборната програма на градоначалникот исто така најголем акцент од неговата кампања беше развој на младите и развивање на млади категории во сите спортови. И сега се донесуваме до ситуација на секој надпревар, дали било кошаркарски или фудбалски надпревар, да тоа раководство кое ние сме во секојдневна комуникација со нив, немаме пари, немаме да ги покриеме основните трошкови немаме ова, немаме она, а ние сите заедни знаеме дека во јануар кроз февруар сме изгласале буџет, зголемен буџет. И сварно не ми е јасно, раководителот на финанси са испаднал тука да ми објасне зошто се случуваат овие, како да ги кажам, пропусти. Овие ненавремени планирања на средствата. Па се знае, не е ова општина една година, ова општина функционира веќе колку години, од 94? 25 години. Тој е теркот. 12 месеци. У први месец го носиме буџетот. Зголемивме ставката на буџетот. Значи, од оваа говорница, најодговорно, јас како координатор на советничката група од ВМРО ДПМН и коалицијата, дека од оваа говорница му кажуваме на граѓаните и на одговорните лица на дадени спортски клубови дека ние оваа година донесовме ставка најголема во спорт и култура. Зошто се случуваат овие работи? Да не бараат одговорност од нас колегите советници. Ние сме завршили нашата работа. Зошто не се средствата навремено исплатени и не се извршени трансакциите навремено кон дадени спортски клубови, тоа не е наша одговорност. Од самиот почеток и од минатиот мандат
тврдам дека општинската администрација е малку пасивна и ова се повторува дека е стварно е пасивна. Толку. Дали друг има збор? Не. Шефот за финанси не е тука. Јас мислам дека сите спортски клубови треба да на време да поднесат барање во висината на средства што ги сакат. И затоа се десува, така што шефот кажува дека немат понесено барање на време и затоа нема пушат пари. И сега оваа ситуација, висина на пари колку треба да мора да поднесат барање да сакат пари. Како да не пушат пари, кога не јас знам фуд Роспа нема понесено барање за никакви финансски средства. Че пак мора да дојде на совет, да совет да одобре финансски средства и да тие средства да бидат пуштени. Значи ние имаме буџет сега за спорт и култура, ама нема тие средства што се предвидени. Това е предлог. Не сега, ние имаме предлог буџет да национално по-голема сума на пари. Арно треба да поднесат барање колку пари да им даде. Че не може да им треба, нали да тоа не бари. А во оваа ситуација јас сум рекол на позадор. Ајде. Многу е лесно тука сега од место да дофрламе и да префрламе одговорноста на некои лица кои не знаеле да направат програма. Значи, ова општина тука, ова институција, администрација, како да ја кажам, тие дечки мака мачат, од дно на душата вадат, трпеливи, се борат за просперитет на спортот, може би некои не ги знаат некои правила како треба да бидат, и ние сега викаме немаме, они нема донесена програма, и ние затоа немаме поштено финанси. А зошто не ги подучиме ние? Зошто не ги викнеме таму? Зошто сега сме 4 месец. Ево го веќе 5 доаѓа. Секој месец е проблем. Тоа сакам председател да ти го кажам. Па и ти си толку години, зошто не ги подучите? Зошто не ги подучите децата? Иде фудбалска утакмица, нема средства. Иде кошарка, нема средства. Па не е личи тоа. Извини, Гречанок, јас још, пошто не можам да ставам, че извини, че место че зборувам. Значи, мене ми се јави председателот на клубот, ме замоли како да донесат, да му одобриме пари, и јас му кажав дека мора да поднесат барање во висина за дека да можеме да му одобриме на совет финансски средства. Значи, на друг начин не можеме да пушиме ни пари. Кај знаем колку нови пари му треба? Тоа е реално, значи, они сите клубови, сите мора да поднесат барање на совет, значи, се они побараат тука 350. Комисија му одобрила 200. Сега ние ќе изгласиме да му одобрат 200, ќе му пушат, затоа треба да пушат 200. Че тоа е така вода, не може на друг начин да оди. 4 месеца, 5. Знам, нема барање никакво себе да се одварање за. Жалко јас ако ме слушам пред 5 минути кажав дека треба малку луѓе да работиме со да ми кажеме насоките како треба да бидат кога сам. Секој така још јас слагам со ама тоа треба они да го председателството се напаѓа, треба да ги знае тие работи. Кој дошол да му каже за побаране пак? Кој дошол? Добро, дечки, вака сега. Кратко на јавен оглас треба да ги викнем. Значи да дојдат на оглас да ги викнем. Сега, го ставаме на гласие. Дошол да побаране, администрацијата не е низ шеф. Шефе, извини. Значи ве молам, сега го ставаме на гласие точката да му одобриме на фудбалскиот клуб 200.000 денари. Кој е за да му одобриме 200.000 Јас денари? имам плюс 60.000 се му пуштени више. Добро, ќе Од ќе тие му на тие 200. Значи 60 се пуштени. Не, сега са му пуштени што сега са пуштени 20 и 30. Да, сега са му пуштени. Мало барање, не се пуштира. Не, речува дека ќе достава барање. Како може да пушиш баре ако не, значи еднаш треба барање, еднаш не треба барање. Не треба барање, него барањето не се стави на дневен ред. Ама ево кај знаеш каква барање ми ќе му усвоиме, сега ти си му пуштил пари. Како? Од кај знаеш каква барање? Затоа што кога се предлагаше буџет на општина Росман, Океј, може сега сте изменили, ти си му пуштил тоа пари. се достави барање за фудбалски клуб да се одобра толку средства од советот, од 9 души. Одобрено е. Да. Значи, тогаш еднаш И си се му пуштил предвидени пари, после треба барање. Со нивото барање е закаснато, зошто не е дошло Кога си на му време да пуштил се 20.000? Кој месец му спуштили 20.000? Сега се Кога, пред колку време? Месец, два? Добро, дечки, може ли да Добро, даде? вече Така, се даде. така, ајде не го Ама не, значи еднаш може барање, еднаш не може барање. Сега стави точката за вие 200.000 денари да се пушат 200.000. Кој е за оваа точката за доброт на фудбалскиот клуб 200.000 денари?
9 за злото завършение на работа, ще му пуша 200 или звук. Чакай, мен още нещо ми е. Каже. Сега пушихме 200 хиляди. Да. Имаме ли ни проекция ове 200 хиляди до кога ще стигнат? А они кога ще ги потрошат пари, ще поднесат много бари. Вие не може да ги пратите николко, кога да ги трошат пари. Види, друга е идеята, мислам, колко Може ще ли всяка Айде, начално говоря. да комплицирам? Kako mi se ne treba se pobiti? Как ще ги отговорят? Ja, oni treba da... Пак сега, значи, Да, и програма трябва да и се. почитувани членове на Совет, почитувани присутни от администрацията, почитувани медиуми. Значи, разговаряме с председателът на футболският клуб, на края на сезоната, овие средства му трябва за да я довършат сезоната. Това са. Да. И на края на сезоната с председателът на клубът разговаряме, че донесе како извеща и точно каде, шо, како се потрошени средствата, за да имаме увид и защо му трябвали тия средства. Сумата, че от 200 доволна за да се завърши сезоната, бидејќи они во обнимното барење, ще го доставия на 29.3, ги вкалкулирали и трошиците за одржавање на игралиштето. А значи тия си се посебно, да, не се во рамки на ништо му го предвидуваме. Така да, во координација сме со председателите на клубовите, на спортските здруженија и имаме координација. За жал, се случи тоа несогласување, што треба они нели да си поднесат официјално барање во Совет, ако се предвидени во буџетот на општината средствата, меѓутоа мора повторно Советот да ги одобри тие средства. И благодарам. Може би и ти си председател на тази комисия. Да. Ти имаш обврска и ти, като председател на спорт и култура и манифестации на тази комисия, да ги информираш и да ги съветуваш и да ги консултираш консултанта. Да. Јошев, јас тоа го правам, значи јас се слушам субјектите ден, прво јас не знаев кој е председател на клубот. Како не знаеш, си пада? Кога дознав му се јавив, дето и разговарав, и му кажав треба да направи да добијат пари. Значи, така како што му кажав, ево дето си поднесем барање, ќе добијат пари. Значи, тоа е работа, јас си да комуницирам. Значи, сега не можам јас да дадам покуќи да ги молам да напишат барање. Значи, он трябва да си поднесе, знаеш што е Совет, трябва да поднесе Како Совет. ти имаш функция? И како он се напана да биде председател на клубот, трябва да ги знае кој му се неговите врски. Председател на Совет си. И што дома му кажа, трябва да поднесе бари. Не бъдеш, да му се ява. Оле, сега айде да говорим от место, това ще го правим два малко. Овде с точка 5/2. Во однос на барењето на КК Спорт Тисимо баскет од Каларци, број 8/164/1, ден 21.3.22 година, комисија предлага да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 60.000 денари. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. Ставаме на гласање. Кој е за? 9 за. Да го гласаш, не? Точка 5/3. Водов на барањето на од Мимоза Гоша од Велес на ден 19.4.22 година комисията предлага барањето да биде одбиено поради немање мнозинство во комисија за одобрување на барањето на однос 4 гласа во пожар. Дали некој има збор по оваа точка? Нема никој. Значи, тука се одбива барањето со заклучок. Го ставам на гласање. Кој е за да се одбие барањето? 9. Не се 9. Колко? Не ли крена? Добро. Ајде, кој е за да видимо шенаш? Добро. 8 за. Против. Против. 1 против. Точка 2. Извише на комисията за урбанизъм и комунални дейности и защита на живота на Средена и природа от държавна седмица на 21.4.22 година. Повели председателя? Почитувани, врз основа на член 44 от статусот на општина Росома, член 110 и 125 деловникот на Советот на општина Росома, Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животната средина и природата, одржаната седница на ден 21.4.2022 година до Советот на општина Росома го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваа сите членови на комисијата и градоначалникот на општина Росома. На дневен ред за оваа седница на комисијата беа утврдени две точки во однос кои комисијата расправаше и во однос
на кои своите ставови предлози ги доставува до Советот на општина Росуман во полномошна постапка. Точка 1. Во однос на првата точка од дневниот ред предлог за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росуман за 2022 година, врз основа на поднесена иницијатива од физички правни лица по спроведената расправа, комисијата предлага Советот да ја дополни програмата со следните иницијативи. 1/1 иницијатива број 211/1 од ден 11.4.2022, поднесена од Елена Стојановска, комисијата изгласа со 5 гласа за. За иницијативата број 162/1 на ден 21.3.2022 година, поднесена од Александар Мачовски, комисијата изгласа со 3 гласа за и 2 гласа воздржани. За иницијативата број 161/2, поднесена од Марио Спасовски, комисијата изгласа со 3 гласа за и 2 гласа воздржани. За иницијативата број 187/1 од 30.3.2022 година, поднесена од ДГБПУ Типинг Доел Велес, комисијата изгласа со 5 гласа за. За иницијативата број 236. Пазар ли е, во нешто не? Стакам го слушам. За иницијативата број 236/1 на ден 24.2022 година, поднесена од Филип Мачковски, комисијата изгласа со 3 гласа за и 2 гласа воздржани. За иницијатива број 236/2 на ден 24, поднесена од Филип Мачковски, комисијата изгласа со 3 гласа за и 2 воздржани. Иницијатива број 443/1, поднесена од Архиконс Јован Доел Кавадарци за изградба на Г3/1 индустријски сервис, него доби потребното мнозинство на комисијата, односно 3 гласа против и 2 гласа воздржани. Иницијативата број 443/1, поднесена од Архиконс и Јован Доел Кавадарци за изградба на Г2/1, сепарација за песок, него доби потребното мнозинство од комисијата, односно со 5 гласа против. За ова иницијатива конечно луѓе ќе донесува Советот на општина Росуман. Во однос на втората точка, разгледување на барања, број 156/1 на ден 18.3.2022 година, поднесена од Страшо Гинов, комисијата со 5 гласа за го прифати барањето од на подносителот и предлага Советот да уложи барањето. Комисијата предлага Советот да го усвои овој извештај во целост. Значи, одиме точка по точка. Предлог за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документација во општина Росуман за 2022 година во основа на поднесена иницијатива и физички правни лица. Дали некој има збор за оваа точка? Няма, ја ставам на гласање кој е за. За која е Точката, која точка же? Точка 1, прво, однос на прва точка од дневниот ред, што му напенче. Пристава само, значи, да не направите забавно. Значи, комисијата подржава 6 иницијативи. Че гласаме точка по точка. Значи, плано, ојте точка по точка, затоа што вие или можете цел извештај како што комисијата подржите, тоа би се одлучите. Значи, вака комисијата дава виза за од 1 до 6. Меѓутоа, 2 се немаат мнозинство. Мора да ги издвоите, а Советот може да донесе за нив, ако сака, ако не. Значи, тоа е право на Советот. Значи, да не направите задно бар. Точка по точка, кој колку глас ќе добие, треба мнозинство 5 и да влезе. И вие што се отека сега, што не добил мнозинство на комисијата, може да добиете тука. Значи, не се знае. Затоа оди точно да се дефинира. Кој ќе биде во програма. Не се точка број 1, што е однос на комисијата. Така, само името. Да, точка 1. Да, 1 е ова единица. Во однос на прва точка од дневниот ред, предлог за дополнување на програма. Тоа не само точка. Иницијативата од Елена Стојанова. Елена Стојанова, За иницијатива број 211/1 од ден 11.4.2022 година, поднесена од Елена Стојанова. Комисијата изгласува со 5 гласа за. Кој е за ова иницијатива да подржа? Пенчето 9 за. Точка 1/2 иницијатива број 162 од 21.3 година, поднесена од Александар Мачковски, комисијата изгласува за 3 гласа за.
Дали някой има сбор по ова точка? Не. Кој е за ова инициатива? 5 за. Ја си ти за фотопанели, така? Да. Фотоволтаици, да. 6. 6. Кој е против? Воздържани? Тројца воздържани, 6 за. Точка 1/3 инициатива за број 167/2 од 21.3.2021 година, поднесена од Марио Спасоси. Комисијата изгласила со 3 гласа за и 2 гласа воздържани. Дали некој има збор по оваа точка? Не, ставам на гласање кој е за. 6 гласа за, против, нема воздържани, тројца. Точка 1/4 за инициатива за број 187/1 од ден 33.22 година, поднесена од ДГПП Кипинг Дуел Велес. Комисијата изгласила со 5 гласа за. Дали некој има збор по оваа точка? Нема, ставам на гласање кој е за. 8 за, воздржан 1. Точка 1/5 за инициатива број 236/1 од ден 24.22 година, поднесена од Филип Мачковски. Комисијата изгласила со 3 гласа за и 2 гласа воздржани. Дали некој има збор за ова? Дали кој е за оваа точка? 7 за, против, нема воздржани, 20. Точка 1/6 за инициатива број 236/2 од ден 24.22 година, поднесена од Филип Машковски. Комисијата изгласила за 3 гласа за и 2 гласа воздржани. Дали некој има збор по оваа точка? Нема, ја ставам на освојување. Кој е за? 7 за, против, нема воздржани, 20. Инициатива број 44/3. 443/1 од ден 4.10.21 година, поднесена од АРХ Конс Јован Дојел Кларец за изградба на Г3.1 индустријски сервис на него добит следното мнозинство на комисијата од одно 3 гласа против и 2 гласа воздржани. Овие инициативи се тука две. Една се работи за еден дел, другата е за друг дел. Значи, че ги гласаме посебно или посебно. Значи, прво водиме со оваа првата инициатива. Дали некој има збор по оваа точка? Нема. Кој е филм консио? Нали да се сака, што сака да прави намо гаражи за ремонт? Понч. Застапник му е сега. Има застапник. На смет. Окей. Окей. Значи ова Јасно. ми ставаме на гласање. Кој е против оваа инициатива? И за. Чекай сега. Не, убаво кажа. Дали го прифаќаме пределот на комисијата или не? Дали го прифаќаме пределот на комисијата? Да се одбие двајне још. Да. Тоа мислам. Значи, кој е за да се одбие? 9, 8 за. Пенчо? Шо, да. 9 за. Да, предложено на комисијата. Значи, точка АРК 4.3/1 од 4.2021 година, поднесена од АРХ Конс Јован Дојел Кларец за изградба на Г2.1 сепарација за песок, не ги тори потребни можности на комисијата односно 5 гласа против, а за оваа иницијатива конечно одлука ќе приеме за својот на општина Росома. Значи пак како што е на комисијата. Кој е за ова како што е донесено на комисијата? Одлуката на комисија. Да, за одлуката. 9 за. Значи се одбива и това барање. Ништо не да влезем. Да. Вие шести ще протоколна програма. Нека да гледаме. Ја не крена крака беше. Однос на втора точка, редување на базија број 156/1 од ден 18.2021 година, поднесена од Страшо Гинов комисијата со 5 гласа за
го прифати барањето поднесено и предлага својот да го уважи барање. Дали некој има оваа точка збор? Не, ставам на гласање кој е за. 9 за. Точка 3. Извеше да коригира за статус прописи от държавна седмица на ден 21.22 година. Оле, приятели. Почитувани колеги съветници, почитувани градоначалник, почитувани медиуми, почитувани присутни. Врз основа на член 44 от статут на община Росоман и член 110 и 129 от деловникот на статут на община Росоман, Комисията за статут и прописи от държавната седмица на ден 21.4.2022 година до Советот на община Росоман го доставва следниот извештај. На седница на комисията присуствува 3 члена на комисията. На седница на комисията беше утвърдена една точка на дневниот ред во однос на која комисията расправаше согласно незините надлежности и во однос на која своите предлози ги доставува до Советот на општина Росоман на понатамошна постапка. Во однос на точката од дневниот ред, предлог решение за давање на согласност за измена на дополнување на статутот на Општинско основно училище Пере Тошев Росоман, по спроведената расправа комисијата со 3 гласа за зададе став со кој предлага Советот да донесе решение за давање согласност на измена и дополнување на статутот на Општинско основно училище Пере Тошев Росоман. На барањето на седницата на Советот појаснување и образложение на точка да даде директорот на Општинското основно училище Пере Тошев Росоман. Комисијата предлага Советот да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Предлог решение за давање согласност за измена и дополнување на статут на Општинско основно училиште. Дали некој има збор по оваа точка? Нема. Доставам на гласање кој е за. 9 за. Точка 4. Предлог подлага за воспоставување на меѓуопштинска соработка за општините Велес, Лозово, Градско, Демир, Капија и Росман за едновување на општинските услуги преку нови технологии. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој, да ставам на гласање. Кој е за? Павле, дигна раките? Да. 9 за. Значи таа точка е усвоена 9 за. Точка 5. Предлог одлука за собствено учество на општина Росман во проектот подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на улици 11 со краци во Росман. Дали некој бара збор по оваа точка? За асфалтирање на улицата со Линдијанска награда, што е од краците на тој дел. Кошевишката малко. Дали некој бара збор по оваа точка? Не. Го ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. И точка 6. Предлог решение за именување на членови на управен одбор на јавни културна детска градинка Краткичка. Не треба да дадеме предлози за градинката, кои ќе бидат нови членови во управен одбор на градинка. Значи, ја мислам за баш за да говориме пред седмицата да дајде се оди или сакат тука да... Дайте пауза, што Може пауза. Одиме на предлог решение за именување на членови на управен одбор на јавна управна детска градинка. Именувани Од Советот на општина Росман. Предлог. Имаме Стојна Кавазова. Број 1. Кој е за Стојна Кавазова? 6 за. Против? Шо? Не, 6 за. Готово. Едра Стојна Кавазова. После? Второ, Тихомир Николов. Втор предлог. Кој е за Тихомир Николов? 5 за.
И предлог брой 3 Павле Димов. Кој е за Павле Димов? 6 за и Павле Димов ще биде 6. Значи, троица има. Сега уште съгласно ставите за ваше Адриана. Значи, и ще ставаме предлогот на градинга на Адриана да ставаме на гласење кој е за. Јошев, Адриана треба да изгласиме од предлогот од градингата. Ставаме на гласење кој е за. А зашто За Адриана, ние... не ги гласаме, може нашите предлози, че имат 9 гласа. Не може. Вие не може да гласате, как ќе гласате? Вие гласава 6. Сега ще гласите, ама без предметно да гласате. Како 9 гласа? Зашто правите троици и поминава оба? Дечки, тоа е завршена работа гласење. Тоа ја го реков, предложите ги обе, ви не предложите никој. Ама еве дай ги на гласање сега. Уредно. Што ти дава писата сега? Еве, 6 за, но имат Не, 6. Имат предлог, Значи сега се може гласува. мојот предлог да има 9 гласа за. Абе, ајде те, ајде. Добро, ајде, твојот предлог беше... На сите предлози, да не само Добро, што два имаме. Малинка Голубовиќ. Давай на гласа. Ано вика, да, давай се да гласаме. Ајде, кој е за Малинка Голубовиќ? 4. Ете 9. Го изцрпиме дневниот ред за денеска и завршуваме. Живи сега, значи,